вечер, почитувани гледачи, во ново понеделничко издание на 24 анализа со мене Анита Додевска. Вакцинацијата во земјава е во најава. Од информациите што ги имаме, веќе во теке едукација, обука на здравствените работници кои треба да бидат вклучени во оваа една од најголемите логистички операции што треба да ги спроведе здравствениот систем. Во меѓувреме во јавноста веќе читаме бројни дилеми, бројни прашања по социјалните мрежи, во бизнис, во лекарските кругови. Дел од нив се кога навистина ќе стаса првата доза на вакцини, кој ќе биде на приоритетната листа, дали ќе треба да бараме врски за вакцинација и така натаму и така натаму. Она што е познато до сега е дека треба да имунизираме околу 60 до 70% од населението за да се достигне оној праг на колективна имунизација. Во меѓувреме во болниците би рекла дека се одржува деновиве еден статус кво ако ги гледаме бројките на ново заболени, бројките на излезени пациенти излекувани и бројките на пациенти кои се хоспитализираат деновиве. Лекарите велат дека ова е добра вест, бидејќи притисокот некако попушта и се одржува на едно рамниште. Но останува фактот дека ние сме земја со една од највисоките стапки на смртност, па се уште трагаме по прашањето зошто ни се случува тоа. Бројни прашања отвори во мојата најава, се надевам дека ќе успеам да дојдам до одговори од моите вечерашни соговорници. На скајповска линија во студиото вечерва ќе ја вклучам професор доктор Александра Грозданова, воедно председателка на Комитетот за имунизација. Добро вечер, професорке. Добро вечер. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Наше друштво ќе биде и професор доктор Владо Димов, еден од поранишните министри за здравство. Добро вечер, докторе, и за вас. Добро вечер, и за вас. Ви благодарам и вие што ја прифативте поканата за ваше гостување. Ве нема видено јавноста по прилично подолго време. Во почетокот на епидемијата и сега е погледно, бидејќи мислев дека така и треба. Ќе отстапиме простор малку, ќе ми дозволите да поразговарам со професорката Грозданова, најпрво да вклучиме во емисијата, доколку се слушаме и доколку сме на линија, доктор Грозданова. Да, тука сум, повелете. Кога го договаравме интервјуто, прво што ми рековте, премногу дека сте зафатени, бидејќи веќе е започната едукацијата на здравствените работници кои ќе бидат вклучени. Јас најавив и ја оценив како една од најголемите логистички операции на здравствениот систем. Најнапред ве прашувам, веќе направите ли опис и попис колку здравствени работници ќе бидат потребни, од кои профили и што точно значи таа едукација што ми ја напоменавте додека разговаравме? Токму така, ние вчера го имавме првиот состанок кој што беше наменет за започнување на ова и логистичка и едукативна кампања. Беше организиран еден состанок со директорите на здравствените домови. Оно што ме прашавте во однос на пописот што го направивме, морам да дадам една информација дека во принцип ние овие информации во однос на кадарот со кој што располагаме, капацитетите веќе ги имаме, бидејќи таа е постоечката мрежа, здравствена инфраструктурна мрежа, каде што и во моментот се одвива имунизација. Значи, на нашето министерство му се познати овие информации и веќе располагаме со точни бројки во однос на кадар, на капацитети и во однос на оној процес кој што се одвива тековно во вакцинација. Оно што секако е неминовно дека кога имате дополнителен ваков логистички предизвик како што е ковид вакцинацијата, е дека на секој од овие сегменти ќе треба да се интервенира. Тоа би значило дека почнувајќи од логистичкиот, дистрибуцијата и тренингот на колегите, ќе завземе еден дополнителен чекор во следните неколку недели. Не очекувам дека ќе биде преголем момент на едукација, заради тоа што нашите вакцинални тимови и до сега дневна активност е всушност вакцинацијата и мислам дека тука ќе имаме само на дополнување на нивното знаење. Но точно, она што е предизвик е првенствено да ја донесеме вакцината во нашата земја, а потоа и да се организира еден правилен и многу прецизен начин на дистрибуција и давање на оваа вакцина. Од она што го знаеме досега е всушност дека
во почетокот на следната година, очекувам во првите 2-3 месеци веќе да почне и процесот на добивање на оваа вакцина. Докторка, еве веќе го наметнувате второто прашање, јавувавме ние како медиуми деновиве, очекуваме првите 2-3 месеци, најрано не знам кога, најдоцна март. Кога еве, кои се, имате ли некоја инсайдерска информација, дури и неформална, што можете да ја споделите? Кога ја очекуваме првата доза на вакцини? Бидејќи 1-2 месеци, може би во вакви времења, не е и баш краток некој период во кој можеме да маневрираме. Зошто го велам ова? Британија веќе од утре ја започнува имунизацијата. Од официјална Софија минатата недела, мислам на крајот од минатата недела, стигна информација дека планираат околу нова година, ден плюс минус, да ја започнат вакцинацијата. А ние овде оперираме за месец, па за 2, па може би март. Дали знаеме прецизно, дали знаете кога би можела да стаса во Македонија првата доза на вакцини? Веднаш ќе ви кажам, неблагодарно е и овие информации што ги добиваме од странските медиуми, верувајте дека не се секогаш експертски издржани, особено имајќи во предвид дека земјите во регионот, вклучително 150 земји во светот, се приклучија кон ковакс механизмот. Тоа значи дека ние влегуваме во една глобална набавка и ја очекуваме токму вакцината за ковид преку овој механизам. Што значи дека во моментот кога ќе имаме одобрување од страна на овие регулаторни авторитети, првенствено она што го спомнавте во UK, односно во Англија, само на територијата на Англија, Pfizeровата вакцина доби одобрение. Во моментот ниту една друга вакцина не е регистрирана, односно одобрена ниту од Европската медицинска агенција, ниту од Агенцијата за храна и лекови во Соединетите Американски држави. Точно, се очекува ова административно одобрување да се случи во следните 2 недели, а нашите всушност според тоа прогнози би било дека веќе од јануари ќе почне процесот на дистрибуција. Но земјите членки кои што се вклучени во коваксот ќе ја добијат во исто време, тоа е всушност принципот на овој механизам, рамновремерна и равнопарна во исто време распределба на сите количини на вакцини. Така да немаме инсайдерски информации, имаме експертски состаноци на дневна основа, кои што ни велат дека реално би било очекувањето да биде декември, крајот на месецот, одобрување од страна на EMA и FDA, а веќе после 15 јануар 20 дистрибуцијата. Затоа и велиме дека веќе од февруари би било реално да се очекува дистрибуцијата на оваа вакцина во Европа. Околу 29 мислам декември, сигурно вие подобро знаете, мислам дека точно на 29 декември Агенцијата за лекови на ниво на Европската унија треба да го каже конечниот збор, пошто практично ќе започне и таа дистрибуција. Беше заказан состанокот на комисијата, која што всушност ќе го направи и формалното одобрување. Меѓутоа, еве една информација и од Европската медицинска агенција и од Светската здравствена организација, добивме еден апел токму да не лиферуваме ваков тип на информации, бидејќи оваа актуелна тема што е за очекување, беше всушност и поле во кое што огромен број на спекулации, стручни и нестручни, од дел од фелата, дел од граѓанството веќе се лифориваа во јавноста, а тоа во процесот на она што значи имунизација воопшто не е правилен чекор да се реализира. Доктора Грозданова, каква е динамиката, со каква динамика планираме да ги внесуваме вакцините, зборувам за дистрибуција. Првичната информација беше околу 400.000 граѓани дека ќе бидат вакцинирани во првата фаза. Тоа претпоставувам се околу 800.000 дози, бидејќи нели дупла доза треба да се прими од вакцината. Деновиве прочитав информација, зборуваме за 2,4 милиони дози, односно вакцинација на околу 1,2 милиони граѓани во земјава, за да се достигне оној цензус потребен, нели што го говорите вие експертите, од 60 до 70% имунизација. Значи ве прашувам, имаме ли веќе зацртана динамика? Во првата фаза ќе увеземе толку вакцини, вакцинација на толкав број на граѓани. До следната фаза, до максималниот број на граѓани што треба да бидат вакцинирани. Така, во имунизацијата немаме цензус, имаме колективен имунитет, кој што сакаме да го постигнеме со вакцинирање на 70% од населението, и нашите надежи и очекувања се дека до крајот на 2021 тоа ќе го реализираме. Во однос на количините и динамиката, во моментот нашата држава ги потврди 833.000 дози на вакцини преку ковакс механизмот,
Меѓутоа, во исто време стапивме во контакт со Европската комисија, преку која што побаравме обезбедување на исто толку количини, значи 800.000 дози, и дополнително се обративме и директно кон производителите, имајќи во предвид дека преку ковакс механизмот, она што го спомнавте, ќе може да вакцинираме само приближно 400.000 популација, која што е релативно мала бројка. Во однос на динамиката, секако дека нема да ги добиеме сите количини веднаш. Се очекува во некои интервали од 2 до 3 недели да се испорачуваат одредени количини на вакцини. Јас во моментов точната бројка не би сакала ниту да ја шпекулирам, ниту да ја претпоставам. Споменаа некаде околу 20 до 30% од вкупната количина на бројки, а во однос на приоритетните групи, бидејќи тоа се решава на национално ниво, како приоритетна група за приматели на оваа вакцина се првенствено здравствените работници, и тоа оние кои што работат во ковид центрите, кои што се директно изложени секојдневно на ризикот од инфекција со ковид. Понатаму ги имаме здравствените работници кои што работат во диагностиката и третманот на овие пациенти. Втората голема група ни се хронично болните и возрастната популација, секако со приоритизирање на одредени диагнози, како што се респираторните, кардиоваскуларните заболувања и малигните. И третата голема група би била вработени во критичната инфраструктура. Тоа се веќе дефинирани групи и за нив веќе е поставен акционен план како ќе се остварува вакцинацијата. Например, здравствените работници ќе бидат вакцинирани на своите работни места, во здравствените институции каде што работат, додека пак популацијата од хронично болни и од пензионери ќе бидат вакцинирани во вакциналните пунктови во здравствената мрежа низ нашата држава. Во однос на бројките, кога и како ќе ги добиеме, се уште ковакс механизмот не има ставено сите нас држави, ниту една нема да ви потврди точно кога ќе ја добие вакцината и со која количина, но очекувањата се, како што ви реков, веќе почнувајќи од 15-20 јануар натаму овој процес да почне. Сакам уште малку да ве потпрашам. Рековте и веќе се воспоставуваат персонални релации и контакти со самите производители. Веќе се наслутува дека ќе ни биде потребна одредена дополнителна количина, бидејќи преку ковакс зимаме според одредена методологија. Какви се првите импулси? Дали можеме ние како граѓани да сметаме на здравствените власти дека навреме ќе бидат обезбедени тие потребни количини, бидејќи и професор Кев дека не манипулираме со бројки. За да достигнеме 60-70% имунизација од население, секако треба над 1,2 милиони граѓани да бидат вакцинирани. Меѓутоа, тука имате еден друг фактор. Оваа вакцина не е задолжителна. Оваа вакцина ќе ја примаат граѓаните на своја добра воја. Така да и со тој момент мора да го имаме во предвид, што значи дека за разлика од редовната имунизација, каде што точно можете врз база на популацијата и бројката на население, односно бројката на деца во случајот на редовна имунизација, да предвидите колку вакцини ќе ви требаат, во случајот кога имате изборна, односно незадолжителна вакцина, тоа е еден прашалник кој што се поставува. Она што го гледаме во јавноста е дека имаме голема заинтересираност од една страна за примање на оваа вакцина, но во исто време имаме и доста задршка кај одредени граѓани, што верувам дека е можеби во дел и оправдано, заради тоа што е можеби ова сепак нова вакцина, но ние ќе се потрудиме токму на ваков начин, доста транспарентен начин на информација за сите оние информации, вклучително од процесот на вакцинација, тоа каде ги набавуваме вакцините и кои се, да обезбедиме доволна информираност и доверба во она што значи процесот на имунизација за COVID-19. И на крајот од мојот разговор уште едно прашање, она што зборуваме за вакцината на Pfizer и на BioNTech кај нас. Следам регионалните медиуми, например Хрватска најголемата количина, најголемиот број ги се практично брендот на AstraZeneca, мислам, така се викаат тие вакцини. Ќе манипулираме во позитивна смисла на зборот, дали ќе правиме комбинација на различни вакцини или веќе сме одредени ќе одиме по она што ќе го каже Европската унија? Ковакс механизмот ќе ни обезбеди онаа вакцина која што ќе биде прва регистрирана. И тука недвојбено она што ќе го добијат сите земји, ќе го добие и нашата држава. Но другите механизми, што значи преку Европската комисија, која што склучи договор не со еден, туку со 4 производители, меѓу кои што и AstraZeneca и американската вакцина за Модерна и Pfizeровата вакцина,
дополнително ни дава можност да всушност во нашата држава бидат присутни сите овие вакцини. Тоа е и целта, заради тоа што веднаш беше најавено дека ниту еден производител нема да може да ги задоволи светските потреби од оваа ковид вакцина и токму заради тоа COVAX портфолиото всушност значи купно на исто место да ги имате на располагање сите овие вакцини. Хрватска ја спомнавте, меѓутоа Хрватска е земја членка на Европската Унија и таа го користи механизмот директно преку Европската комисија. Во случајот на нашата држава предноста е што всушност ние можеме секој од овие 3, односно 4 различни механизми да го користиме и уште една голема предност што во случај на мала земја како нашата и со релативно мала популација, имунизацијата и количините кои што се потребни се релативно многу попрактични во однос на големите земји. И моето последно прашање, рековте вакцинацијата ќе започне од здравствените власти, тоа е очекувано, бидејќи тие треба додека се здрави и живи да се грижат за нашето здравје, доброволна ќе биде или задолжителна? И дали вие ќе се вакцинирате? Јас ќе се вакцинирам веднаш, потврдувам, а ќе биде на доброволна основа, бидејќи апсолутно од првиот момент на постоење на оваа идеја за заштита првенствено на здравствените работници се наметнува и етичкото прашање дека сепак станува збор на избор на секој граѓанин, вклучително и на здравствените работници. Меѓутоа, верувам дека сите ние сме сега свесни што значи превенцијата, што значи појава на едно вакво инфективно заболување кон кое што еве гледаме немаме ниту терапија, ниту вакцина и верувам дека сите сега надежи се всушност и вперени кон една успешна и квалитетна вакцина и една успешна вакцинација. Професор доктор Александра Грозданова, ви благодарам за овие 10, можеби повеќе брзо помина времето, минути што ги одвоивте да се вклучите понеделнички во нашето отворено студио. Секако ова ќе биде процес кој неминовно ќе мора да се следи, бидејќи практично и таму се надежите за да се стави крај на оваа пандемија. Ви благодарам уште еднашка. Точно така. Благодарам и вам. Професоре, ви благодарам за вниманието, но сепак ова е репрезент на здравствените власти во моментов. Се обидов да извлечам некоја плюс-минус информација во однос на она што не очекува. Ајде малку околу оваа вакцинација. Ние веќе објавивме наслови Македонија како земја која не е членка на Европската Унија ќе каска во процесот. Професорката вели, не е во моментов тука да ни опонира, но не сакам во позитивен контекст да го оставам ова, вели дека ниту една земја, па дури ни земјите членки, не може да предвидат кога ќе стасаат тие вакцини, кога ќе се дистрибуираат до земјите, без разлика дали се членки или не. Но дали може да ни се случи како вообичаено што каскаме за се, па да каскаме сега и за овој процес? Ова е едно од прашањата во јавност. Да, ве разбирам. Прво, ние сме скептичен простор, малку скептична нација и нормално така да размислуваме, а имаме и искуства во минатото кои што може би укажуваат на тоа. Ете, ние се судираме со една болест, со едно зло, кое што е општо. Че гледаме, затварање граници, тоа не помага многу, значи немате ништо, не добивате, кога само себе си ќе се третирате, него треба сите да ги третирате, бидејќи тоа е една биолошка бомба, која ако секаде не пробате да ја гасите, исто така ви се случи. Не можем јас, бидејќи немам достап до таа работа, тоа е одлука на Европската Унија, можам само да го шпекулирам тоа што го имам како сознание, затоа и тој систем за дистрибуција направен, баш од овие првите заклучоци кои што ги кажав, дека треба да стигне до секого. Сигурно тоа до секого е релативно, најверојатно прво своите ќе ги задоволат. Да кажеме, стига една количина, тоа не може да биде огромно нешто, вие можете да мислите што значи тоа во вакцини, во ампули, па ако сакате и во шприцеви, игли и се тоа е огромна работа. Сигурно дека тука ќе има некоја динамика, од некаде мора да се почне, ве гледате, почнува од Англија. Слушав кога зборува за вакцините, да, тоа е точно дека тие 3-4 вакцини почнуваат, но и германската ќе се регистрира некаде на средината на месец јануари, така да тој број на вакцини ќе се зголемува, можноста за дистрибуција ќе се зголемува и се надевам дека тоа начело кое што е прокламирано, дека вакцината мора да стигне до сите во еднакво време, тоа не значи денеска таму, денеска ке нас. Но по таа една шема која што ја имаат, во едно сосема догледно време, најверојатно и ние ќе ја добиеме. Не гледам причина зашто би каснеле од. Како го оценувате здравствениот систем? Ако еве се навратиме од почетокот на пандемијата до сега, како се справувавме со целата оваа криза? Имаше моменти на сериозно лутање и не знаевме што да правиме. Имаше моменти на губење на контрола, на моменти каде што работата се враќаше под контрола.
Ве прашувам, здравствениот систем така како што е поставен сега, дали може да одговори на оваа помасовна операција? Вие може би се сеќавате дали сме имале во блиска историја некоја погломазна операција како вакцинацијата што ни предстои. Зборувам и кадровски, стручно и секако. Дали е исто ставање на вакцина, она што ја стават регуларна на бебињата или има разлика со ковид вакцината, може би. Потребна е дополнителна стручност, обука и така натаму. Ще да почнемо од тука. Вакцината има своји специфики за разлика од другите и затоа се овие и обуки и така, бидејќи се е специфично од доставата, од чувањето, од апликацијата и така да се започнува со тоа за да не се губи време. И мислам дека во тој дел, тоа е делот на примарната здравствена заштита која што ја имаме и она ќе се справи со таа работа, бидејќи тоа е мрежа која што долго време ја имаме и ја гаиме во државата. Што се однесува до тоа дали е системот спремен. Видете, треба да бидеме реални. Ниеден систем не се покажа спремен. Сите почнаа од едно, стигнаа до друго, до трето. Сите варијанти кои што ние денеска ги имаме во главите, ако малку се вртиме по светот, сите се пробани. Значи, од отворен систем, од потполно затварање, од некои средни варијанти, сите се пробани и гледаме дека ако реално сакаме да гледаме на проблемот, никаде резултатите не се идеални. Австралија не беше резултат, професоре, сега еве веќе одиме повторно на тие рестрикции и мерки. Не беше Австралија со целосното затварање, карантинот, па сега гледам, имам пријатели и роднини покафеани, слободни, комотни, како некој друг паралелен универзум. Значи, без разлика што Австралија не е мал остров, е островска земја, тоа е една работа. Втората работа е дека дали мислите дека секоја земја може да си го приушти тоа да се затвори сосема и тогаш нема да не убива вирусот, ќе не убива економијата и така. Значи, многу е тешко да кажете каде е таа средина и каде точно треба да се мерките да се балансираат и кои точно мерки треба да се применат. Значи, да заклучам, ние не сме држава која што нема медицинска традиција, не имаме медицинска традиција, имаме здравство кое што е развивано со години, меѓутоа, ако зборуваме за апсолутна спремност, не постоеше земја во светот која што е апсолутно спремна. Гледајте ги смртностите во земјите кои што се покриени со огромни буџетски средства, со огромни мрежи, со најсовремена технологија, а бројките се фрапантни. Може би во овој дел, кога велите дали сме биле спремни, кај се наоѓаме во однос на другите, тоа е моја размисла, тоа не мора да се умеат во право. Најавата на пандемијата беше прво малку срамежлива, нели, на крајот на минатата година кога нешто се појавило, па многу кратко време во кое што се запалија црвените лампи, кои што кажа дека вирусот има пандемички карактеристики, дека има пандемичен потенцијал и дури тогаш на многу од нас, кажувам, че не зборам од пациентите, и не зборувам од населението, од нас и од здравствените работници беа малку скептични од тој поглед, меѓутоа што се покаже. Таквата скепса доведе до во многу различни земји, многу различни методи да се применуваат во исто време. Едни има од комплетно отворено општество, без никакви санкции, до сосема затварање на државите. Тука мислам дека беше основната работа, скепсата кон Светската здравствена организација. Независно дали Светската здравствена организација може би во еден момент, затоа што и они, како и сите ние, има оскудни сознанија што се случува и како се случува, што ни престои. Ако имавме главен командант на оваа парада, може би ќе беше полесна работата и немаше да имаме потреба од такви шаринала кои што во крајна линија доведаа до такви индивидуални мерки, а пазите, во една глобална економија, во глобално општество, во кое што една земја се затвара школи, друга земја се затвара, значи настана еден полн хаос. И затоа мислам, без разлика, значи неспорно е дека како сите што лутале и Светската здравствена организација луташе во еден период околу тоа што реално и како треба да се направи, но релативно брзо кажа маски и дистанца и раце. Во суштина, ние што имаме денеска, ние истото тоа го имаме. Значи, маски, дистанца. Ако на маските и дистанца додадеме културата на населението, внимателноста, ние сега веќе не можеме да кажеме дека нашето население не внимава. Одите по улица, ќе видите колку малку има народ, колку се мали групирањето, осем можеби кај најмладата група, затоа што самото тоа
дека они не се чувствуваат директно засегнати, може би се поопуштени и служат како вектори за ширење на оваа болест, но во главно веќе тие мерки на кои што се апелираше долго време, кои не наидуваа на слух кај населението, сега веќе постојат. Самите луѓе внимаваат, многу ретко ќе видите луѓе да не носат маска или да имаат да се доближуваат, значи и тој што ви е соговорник и вие као негов соговорник му кажувате дека треба да имаме да внимаваме. Беше малку шубе кога се поздравивме или да се видиме. Професоре, пред да повикам реклами, сакам следнова да ве прашам. Бевте министер за здравство. Дали се направија одредени грешки во Чекори, зборувам за дома за кај нас? Опозицијата од почетокот на пандемијата малку скромно, повоздржано, но веќе сега експлицитно бара оставки и од членовите на комисијата и од министерот за здравство, со атак обвинување кое што нели секоја критика е добре дојдена од опозицијските редови, дека сепак се задуцни со мерки, дека не се настапи навремено, па се зима оноја дут за висока смртност кај населението и така натаму. Како министер за здравство, сигурно ги анализиравте работите. Се направија грешки во Чекори? Значи, сакам да кажем нешто што е фундаментално многу поважно од тоа да се каже дали се направили или не се направили. Но ја ќе инсистирам и на тој одговор. Кога зборуваме дека имаме работа со нешто што е непознато, ново, а имаме услови на здравство кое што е креирано за нешто сосема друго и одеднаш целото се преориентира ко друго, не би можел да кажем експлицитно дали се направили или не. Сигурно, и затоа ви реков преска, сигурно дека имало нешто што можело и другшие да биде, сигурно дека имало нешто што е и добро и во главно ние сите системи, се оноа што денеска навиваме зошто вака не направивме, го имаме пример во светот и гледаме дали таму работи или не работи. Ние денеска како поминува времето, ако сакате да ги споредуваме резултатите на смртност, инциденцата на инфективност и на друго, тие се толку многу блиски, што фактички одразуваат специфика на вирусот. Ви имате смртност, која што независно во кои земји, ако ја анализирате, ќе дојдете во ситуација да видите дека навистина се работи за многу блиски бројки, што само по себе, прво го прави вирусот многу различен од грип, нели, како што беше во почетокот прикажуван, и го прави многу различно од тоа што имаме искуство со таа работа до сега. Во поглед на тоа што е тоа опозиција и позиција. Ние сме шампиони за позиција и опозиција. Кај нас и вирус игра улоги и све. Во вакви ситуации, она што е добро е да се седне, да се дискутира и да се најде најдоброто решение. Има време да се каже дали некој правилно постапил или не постапил правилно и тоа. Во овој момент, на што ни треба? Ни треба, прво, заедно да мислиме што е најдобро, независно дали е опозиција. Јас во овој момент никаква страна не сакам да земам и не сакам да кажам дали едните се управо или другите. Зборувам колку е безпредметно да зборуваме ако беше ова вака или ако беше ова вака. Да видиме како во иднина да го направиме тоа што треба да го направиме за да има што помалку грешки. Ова е заеднички интерес, као што гледате, нити ги дели луѓето по тоа дали имаат пари или немаат пари, дали се богати или сиромашни, нити ги дели дали се позиција или опозиција, без разлика секој може да биде жртва на оваа работа. И од нас, и од наши блиски, и освен јас, оставам, вие знаете дека и јас и моето пошироко семејство и семејството, ја поминавме оваа работа. Ние добро знаеме со што имаме работа, како што исто така многу добро знам дека во овој момент да кажеме ова кога го направиме нема да ни се случува, такво нешто не постои. Никаков степен на предвидливост на она што може Апсолутно. И како да се движат работите. Пример, само ако сакате еден пример. Затворена ли е во овој момент Грција? Да, со најрестриктивни мерки, колку што Шеста недела, втора недела школите како не работат. Апсолутно е затворена, не може да идете од еден град во друг. Што покажуваат бројките? Галопираат. Затоа сакам да ви кажам, многу е лесно и би било лекомислено од моја страна, затоа што јас знам како е да бидете и од другата страна и знам дека ова се извонредно тешки моменти. Никогаш Министерството за здравство не било лесно. Секогаш имало нешто што е жива материја, човек. И тоа. Меѓутоа сега е ова извонредно страшно. И ако некој има намера да кажува нешто, подобро да биде во вид на совет, отколку да биде во вид на
некаков нихилизам дека тоа ништо не вредело, дека ова вреди. Гледаме цел свет лута, никој нема јасна представа. Околу бројките ги запиша последните што се објавени на страната ке министерот на Фејсбук за здравство Филипче, ќе ги прокоментираме, затоа сме тука, но најпрво минута две реклами да здивнеме во студиото и продолжуваме. Продолжуваме со емисијата почитувани гледачи во друштво на професор доктор Владо Димов. Професоре, ги гледавме бројките, може би веќе се стасани најновите податоци, но тие значајно нема да ја сменат темава што сакам да ја отворам. Кај нас во земјава 1924 починати пациенти од COVID-19 и ова ако го анализирам практично е динамика што се случува во последниве месец и половина, по 30 на луѓе дневно заминуваат поради компликации, да кажеме конкретно од COVID-19, 68.000 заболени на ниво на државата, околу 44.000 оздравени. Ова се вчерашните податоци што ги погледнавме ке министерот за здравство. И повторно велиме, Македонија, ако компарираме стапката на смртност, односно бројот на смртни случаи во однос на население, високо котира во однос на другите земји. Како да го објасниме овој и како да го искоментираме овој факт? Сите последиците од короната болат. Тоа е губиток на блиски членови и блиски луѓе. Да, за жал се сведокме ние на бројки, коментираме. Ние повеќе ги читуваме тие кај нас, заради тоа што се тоа наши луѓе. Тоа се наши пријатели, наши роднини, наши било што. Верувајте ми, сведете ги бројките во најголемите земји, на светско ниво. На светско ниво и проведете ги да видите како кај нас, која била Македонија по целиот свет или по една Америка или по друга, ќе видите дека бројките секаде се доближуваат. Тие се еднакви. Многу е, мислам, неблагодарно да дискутираме дали ние сме шампиони. Тоа у пола земји на Балкан, слушам, сите кажуваат кој е шампион по смртност. Шампион по смртност. Смртноста е таја, констатацијата е следна. И да се намалува сега релативно бројот, што не се намалува, отприлика држи едно ниво, смртноста се зголемува. И тоа е прашање на кое што многу луѓе, многу системи, Светска здравствена организација се обидува да најде одговор. Зошто? Па се кажува дека вирусот мутира, може би затоа што сега сме на северната полутопка, кај што е најизразен проблем, сега сме во зимскиот период, нели? Во кој што сепак сме затворени, условите не се како што беа во летото и така, најверојатно и тоа допринесува. Преполнетоста на болничките капацитети, да не го забораваме тоа. Значи, ние можеме да ги зголемуваме. Ние можеме од утре да зголемуваме болнички капацитети и да ги направиме, например, да има Македонија 3000 души да може да лекува во исто време. Ама ние треба да исто време да знаеме дали тие 3000 луѓе со кој кадар ќе ги лежи, нели? И затоа целата борба на овој вирус и ограничување на движење и контакти и едно и друго. Не дека ние можеме да го спречиме, јасно е, вирусот е страшно многу вирулентен, многу лесно се пренесува, само заради тоа да го ограничиме бројот на луѓето кои ќе имаат потреба од болничко лекување. Бидејќи е јасно, 20% од тие бројки кои што ги спомињате на инфицирани или на активно болни или на ново заболени, ќе побаруваат болничко лекување. 20%. Од тие 4-5% ќе завршат на лош начин. Тоа се не наши, тоа се светски статистики. Се разликуваат од земја во земја, но верујте ми во децимали. Ако се анализира конкретно број на оздравени и број на починати, секаде, број на оздравени, ви викам, и број на починати, ќе видите дека секаде тој процент беше меѓу 3 и 4%, сега меѓу 4 и 5%. Секаде. Значи, секогаш кога сакате статистички да прикажете нешто и да релативизирате грешка на една бројка, дали е голема држава, дали е мала држава, дали изборуваме за смртност во една земја или во друга земја, треба да се дават по големи групации, групи и да се употреби друг параметар, како што е во овој случај параметар на излекувани. И кога ќе видите према излекувани, затоа што бројот на заболени и диагностицирани е многу релативен. Ви знаете дека статистички меѓу 8 и 10 пати се претпоставува дека е поголем бројот на реално заболените, односно на реално инфицираните,
од оние кои што се прикажуваат. По оваа бројка што ја прочитав 68.000 досега заболени, може и да се прочита... И 600.000 и 500.000. И така и така. А затоа ви кажувам број на смртност спрема број на излекувани. Значи колку се излекувани, испоредете таа бројка на излекувани и во Соединетите Американски држави, и во другите земји ќе видите дека таа бројка горе-долу е стандардна. Ве следам што ми одговарате на прашањето, но како новинар ќе инсистирам на она што е пулс на граѓанството кај нас. Како фактори кои што можеби ја подгреваат смртноста и стапка на смртност. Па од тука ве прашувам, дали можеби навистина не имавме пропусти и ова ги покажа слабостите на одредени сегменти од здравствениот систем. Например, имаме примери каде што пациент со COVID-19 со различна клиничка слика, јавен кај матичниот лекар, без симптоми или со некоја блага температура и во потешка состојба и двајцата пациенти си пијат вака фино сумамет, еден од најаките антибиотици, тоа го знаеме сите. Значи, зборувам, дали сепак ненавремено мерење на тие димери, кои што практично покажуваат состојбата на крвта, дали ненавремено мерење на кислород, тие апаратчиња се заинтересирав, не коштаат премногу да се купат, за да може и таа состојба, тие клучни параметри. Професоре, добив печаток дека некако се препуштивме на инерција без минимална едукација на населението, без препораки јасни и гласни и до на примарно здравство до матичните лекари, дел од нив достапни 24/7 за пациентите, дел од нив не можете да ги добиете на телефон за консултација. Сето ова се значени пропусти кои јас како лаик, не сум медицинско лице, како средно школо завршив медицина, но како лаик ги воочувам како слабости во системот. Не го едуциравме населението. Ние немаме протокол, министерот вели има препораки како да постапуваат матичните лекари. Матичните лекари велат не, дајте ни протокол. Кој ја зборува вистината? И едниот и другиот, тоа е здравствениот систем. Значи, прашањето ви е многу комплексно и многу тешко во исто време, и многу тешко, иако вие како новинар викате да одговориме со да или не, или конкретно дали е вака или онака. Не, сакам да погледнеме на вистината малку во очи. Сакам да ви кажам вака, точно заради тоа ви го кажам. Значи, на оваа работа, као што кажав дека од почетокот од кога почна, пазите, за све зборуваме за 8 месеци период, не зборуваме за 8 години и 10 години, 8 месеци. Да, но тоа направи катастрофално непоправлива штета. До сега, значи кажавме дека прво едва ги теравме граѓаните да носат маски, па сега сите си носат маски, пазат дистанција едно и друго, значи во меѓувреме осозна, се едуцира и сватија прво дека не е шала, друго научија некои принципи, како што научија граѓаните, научија и докторите. И докторите видеа. Сакате ли искрено, ако зборуваме да кажеме сега дека пола од симптомите кои што денеска ги гледаме, ние до јули месец не беме свесни дека постои. Пола од симптомите. Од јули до сега уште пола од тие симптоми има кои што даѓа, значи непозната работа. Значи овие согледувања во поглед на пореметување на коагулација, во пореметување тие ги немаше во почеток, никој не ги мислеше во почеток. Тие се сознанија со кои што се текна времето, се дојде и ние денеска многу повеќе знаеме до таа, замислите, дојдовме скоро до создавање на вакцина. Тоа е фантастично за точно една година има како е откриен, нели, геномот на пред некој ден беше точно годишнина, сега излегуваме со вакцина, тоа никогаш не се случило. Значи, нас самата мака не тера и брзо да учиме, ја тера и индустријата, и ова не е индустрија со оваа вакцина, ова е генетика, ова е апсолутно топ на науката што се занимава со оваа работа и што го прави. Значи, сигурно кога ќе се вратиме назад за одговор на ова прашање кое што вие барате да го одговориме, потребна е анализа. Значи, ова ќе биде период анализиран многу долго време. Ние нема да мислите дека сега ќе ни сопре проблемот и нема да имаме више проблеми со COVID. Ние ќе имаме проблеми со COVID. Вакцината ќе помогне, но со сето тоа ќе треба време, па ќе имаме појава, па пак, па на друго место, во една земја, во друга земја, па ќе имаме мутации, сето тоа ќе се случува, но се надевам дека ова што сега во моментот го имаме овој пожар глобален, дека ќе се смири. И ние ќе извлечеме заклучоци што точно треба да се прави. Да не забораваме, се врзуваме за вакцина. Не е само вакцината тука. Ке се, еве се откриваат, веќе се кажува за лекои кои што треба да го лекуваат вирусот кога сте инфицирани. Кој што кај ХИВ немаме вакцина, имаме виростатици кои што со години може да го третираат и човек да живее со години што било непоимливо.
Затоа ви кажувам, и да се направени некакви пропусти, и што и да е, се е можно во вакви ситуации. Но она што е неспорно, ако сакаме да излечеме еден вистински заклучок, е дека здравството не ни треба само кога ќе пукне епидемија или кога ќе се случи вакво нешто. Бидејќи е многу скупа инвестицијата кога одеднаш ја правите. Она е по цена на економијата, по цена на животот, по цена на развојот на државите на едно друго, кога вака се стурат огромни пари. Значи треба да биде континуиран процес. Пред се зборам техничко-технолошки и инфраструктурно, у поглед на болници, квалитет, на апаратура, едукација на кадри, за да нема земја која што може одеднаш да одговори на ова. Се разберем. За ваков голем број на хоспитализации нема ни една земја спремна со адекватни кадри. Но, ако сте имале повеќе опрема, за да денеска помалку купувате, ако ви се поопремени болниците, сигурно денеска малку полесно ќе се справите со таа работа и ќе ви требаше можеби малку пократко време. Инаку гледаме резултатите се тие, ние полека се сведуваме дека сите овие трагични резултати, смртност, тоа се должи на вирусот. Во најголем дел, тоа сигурно представува вирусот, неговата вирулентност, број на луѓе кои што имаат и други пропратни заболувања, а од друга страна треба да се кажеме, и тоа највише за младата генерација, нема правило. Не постои правило. Дури ни коморбидитетот не е правило, ни возраста не е правило. Над милион има заболени деца у Америка. Значи, тоа е само порака до нив. Затоа што тие се најстрашни во овој момент. Они мислат дека не може нив да им се случи оваа работа, да бидат внимателни. Докторе, што препорачувате? Веќе социјалните мрежи се претворија буквално во пазар на црно, па се лицитира, мене ми остана 2 таблети од овој лек, мене од тој лек, од Косово главно везани. Што препорачувате на граѓаните? Секако кога се работи за здравје, секој човек, тргам и од себе, би ги исцрпел сите можности до последно, ако може да го најде лекот. Значи, но функционира пазарот на црно. Функционира. Да, пазарот на црно, никој не знае што купува и тоа е недозволено. Тоа е нешто што е ситуација која што не треба да се коментира. Значи, за да покриете невистината, треба да ја покриете со вистината. Значи, со правовремено информирање, со секојдневно информирање, со вистинско информирање, преку, нормално дека, докторите, преку гласилата, као што сте вие, преку штампа, преку телевизија, преку тоа, за да луѓето разберат дека оваа работа се мисли како да се лекува, дека оваа работа има развој, дека некој прави план како да се лекува, за да не се препуштаат на тоа што некој му кажал или што напишал во социјалните мрежи. Вие знаете дека социјалните мрежи денеска трпат се. Као што може да напишат се и се што за секоја, така исто така може да напишат се и се што за болестите. Исто така треба да знаете дека нема луѓе баш сите со совест кои што во овој момент нема да му продаат на некого и отровно нешто за да заработат пари. Затоа граѓанинот, ако му е потребна помош, мора да се обрати само на правото место. Кај доктор. Не може да се обраќа на друго место. Еден со друг не може да се лечат. И ако имаат искуство, некој прележал, некој не прележал, бидејќи такво шарелило има во клиничката слика, такви се различни компликации кои се воат. Од главоболие, од централен нервен систем, од ако сакате, од внатрешни органи, од хемостаза, овие што се сега најпопуларни последици кои што, но тоа не е само во хемостаза во големите крвни стадови. На микрониво се случуваат тие работи. Половина од органите кои што страдаат, плуќа, бубрези, јетра страдаат затоа што внатре во нив се случуваат хемостатски промени. Јасно е дека е непредвидлива целата состојба. Сакам, докторе, да ве прашам, ќе завршиме со вакцината, но неминовно она, вие работите во Систина, сте дел од тимот во Систина. Од информациите последни што ги знам, од толку напнување и битка да се склучи договор помеѓу јавното пакт, некој помеѓу јавното и приватното здравство за се обезбедат тие кревети, логистика и сето тоа, мислам дека се уште договорите не се подпишани. Имате ли информација каква е состојбата, кои се причините, колку луѓе се хоспитализирани и коментар во она што ние го велиме? Дали сепак во овие моменти, како што велате дел од вашите колеги во јавното здравство, дел од сегментите во приватното успеа дебело да профитираат од целата оваа приказна? Значи, ќе ви кажам дека ковид центарот, као ковид центар, не е за да се оградам тоа, но ковид центарот функционира као посебна единица и тоа е нормално, бидејќи
и самата болест бара да биде одделена од другиот дел на установите секаде, тоа не е устина секаде. Тоа се протоколи практично. Тоа се протоколи и така да тоа не може да ви го кажам како и што е таму. Знам дека нема селекција по однос на лесни тешки болни секаде има во сите установи кај што се лекуваат. Многу е важно да бидат збринати, особено тие тешките, затоа што ако тие тешките не се збринати, тогаш ќе се јави сериозен проблем, бидејќи, како што гледате, капацитетите се тие што ги имаме. Во овој момент може би е многу важно тоа што се уште има доволно места, до овој момент, нели? Ако треба да се прими болен, ќе се прими дали во една или во друга или во трета установа, ќе се прими и ќе биде збринат, што е и основната цел на сите предпазни мерки што се прават во секојдневниот живот. За да може да коментирам другите работи, јас навистина немам такви сознанија, за да би било многу некоректно и кон граѓаните и кон самата институција, јас да ги коментирам, не можам да ги коментирам тие, но знам само дека треба секаде и секоја борба да се поздрави, бидејќи болеста е таа, проблемите се тие, има и на едно и на друго и на трето и на секое место има и успешни приказки, има и неуспешни приказки и се, но по принцип ја не сум многу од тие кои што мислат дека сега ако земеме да ги претвараме физкултурните сали во лекувалишта, дека ќе помогне многу. Да, ќе дајме на болен да легне, меѓутоа вие треба да знаете дека таквата работа оди со инфраструктура едно, а друго оди со персонал. Значи, креветите, ако можете само да ги земете од касарините и ги ставите, нема да ги излечите болници. Тие махом бараат кислород, бараат друга подршка, бараат стручен третман, така да навистина, без разлика на све, мора да продолжиме да ги спазуваме мерките, бидејќи лимитирањето на бројот на инфицираните во еден исти момент е многу важно. Имам јас тука уште под прашање, но не ми е тоа целта, бидејќи имам уште 2-3 прашања, ни остана уште 4 минути од разговорот. Наслутив малку кој е вашиот став околу рестрикциите во воведот на емисијата, но конкретно ве прашам за конкретен одговор. Се ближат новогодишни празници, се шпекулира можни нови рестрикции, особено за 1 јануари, дента за славење нова година. Некои информации велат дека младиве веќе си резервираат викендици каде би можеле повторно да се соберат. Ако сакаат младите ќе најдат начин како да ги заобиколат сите овие регулативи, но лично сметате ли дека може би треба да се случи уште еден некој локдаун во одреден временски период за да го премостиме до онаа долго очекувана вакцина? Видите, многу ве е тешко прашањето, навошто за периодот кој што следи, овој сија период кој што следи, бидејќи верски празници и секакви што значи тоа се долги празници во кои што луѓето се дома или се со слободно време во кое што прашање колку ќе бидат стриктни кон почитување на мерките. Но има и друга една работа, а таа друга работа за овој период што иде, што мене исто не помалку од ова што вие го кажувате ме забринува, тоа е доаѓа времето, вистинското време на инфлуенцата као сезонски грип, која што е одделна болест, која што нема да не прескокне. Сосема е можно да добиваме пациенти кои што ќе бидат многу тешко да ги додека не ги тестират и тоа да кажете кој од што е болен, тоа е една работа. А втора работа е што ќе добиваме пациенти кои што во едно и исто време ќе бидат заболени од двете работи. И едната и другата работа многу силно го тангираат имунитетот, многу силно. Може пациент да биде заболен во исто време од два типа на грип, ова се два типа практично на грип. Две болести. И тоа е исто така еден период во следниот период кој што ни следи, зашто гледате, во Соединените Американски држави до сега се умрени 280.000 луѓе, ги се користам со нив бидејќи они имаат добра статистика. Во исто време се умрени 22.000 пациенти минатата година од сезонски грип. Значи тоа е горе-долу 9% од прилика на ова што сега се случува. И тоа ако земете дека тие умирачки се случуваат во време на грипот, за 3 месеца, а не за цела година. Да, кога се ти ударните месеци. Да, ќе видите дека тоа е сериозна приказка. Навистина за донесување на такви одлуки, затварање, незатварање, има ли потреба, нема ли потреба, дали со тоа ќе се постигне нешто, тоа е нешто што треба многу сериозни анализи да се направат, затоа што, гледате, ние секогаш ги гледаме по организираните општества. Европска унија. Едни викаат ке има скијање, други викаат нема да има скијање, други
не знаат дали ќе ги отворат за празниците своите хотели или нема да ги отворат, едни викаат само шетете у планина, нема да пуштаме ски лифтови. Многу е тешка ситуацијата, мора да се направи преценка. Значи најсигурно од се што кажуваме, ако само тоа водиме рачун, да забраниме на било кој да излега од дома, да не работиме, да не функционира ништо од државата, тоа е невозможно. Ние знаеме дека тоа е невозможно. Нели? Сите знаеме дека е невозможно. Но си го знаеме и менталитетот. Професоре, да си се собереме, еве гледаме по фејсбуци, по се родендени си се слават, си се собираат луѓе по 30, по 40. Зборувам од тој аспект, а се уште се бориме ние со овие високи бројки. Ние сме веќе преполни со многу тажни приказки. На свадби кои завршуваат со погреби, на родендени кои завршуваат со погреби, на крштевки кои завршуваат со погреби. Осим ширењето на вистината и постојано повторување на вистината, ова што го зборуваме, за мене тоа е само апел. Ако вие со вистинскиот апел ги покриете тие шпекулативни вести во меѓувреме да немаат простор, тогаш, као што рече колешката, сега кога разговараме Александра, дека навистина треба да го користиме просторот за да добиваат луѓето вистинска информација, за да не шпекулираат. Затоа што во таков шпекулативен простор вие имате секаква публика. Вистинска информација, но и вистинска и навремена реакција на надлежните. Тоа е апсолутно надлежните, јас апелирам на таа работа, надлежните секоја информација, каква и да е, би требало да ја споделат. Лично сметам дека е голем пропуст. Се уште гледаме ние реклами, носете заштитна маска, наместо да идеме веќе едукација кон тоа што значи вакцинацијата, веќе се појавуваат антивакцери, што може би значи собирањето во групи, кои се последиците. Некако како да застануваме во одредени моменти во времето. Затоа прашувам дека може би тие ненавремени реакции ја направија сликата таква каква значи, што е сликата кај нас. каква што е кај нас и како што е секаде е направена од многу коцкички во тој мозаик, нели? Во кој што сигурно имало и погрешни, сигурно имало и точни, сигурно имало и некои кои што можеле да бидат подобри, сигурно сознанијата кои што биле едни денеска се други, утре можеби ќе бидат сосема трети. И проблемот е што целото време ова лекување одеше како трчање зад проблемот. Ама не само кај нас, секаде. Ние трчаме за проблемот. Паралелно или пред него. Моето последно прашање е, докторе, вие го поминавте ковидот, дали ќе се вакцинирате и кратко ве молам да ми одговорите на најважно прашање. Имунитетот. Колку долго? Тоа не е познато, претпоставам се уште за науката, имунитетот после вакцинирање. Оно што ни е познато дека тие што го прележаа ковидот сепак имаа поврат на болеста, имавме такви случаи во Македонија. Дури и со поинтензивни симптоми вториот пат. Што е познато досега и дали ќе се вакцинирате? Значи, за вакцинирање да кажам, ќе се вакцинира. Мислам дека треба да се вакцинира затоа што тој што се вакцинира ќе се заштити и себе си и другите околу себе. И своите и сите други. Без разлика што е прележана болест. Значи, дали треба да се вакцинираат тие кои што имаат прележана болест, себе сега тоа Светска здравствена организација и стручните служби кажуваат да. Значи, кажуваат да. И кој тип на имунитет? Гледате дека бараме првен антитела, па после антителата бараме друго. Дали е тоа клеточен, така наречен имунитет, или се антитела, тоа е голем знак прашалник. Меѓутоа, имунитет има, сигурно, но за колку време го има имунитетот? Тој имунитетот што може да ве заштити? Дали тоа не се сведува само на тоа дека можеби ако пак се инфицирате, можеби ќе биде полесна клиничката слика од тоа што би била? Ќе ги ублажи симптомите. Ќе ги ублажи. Мислам дека имаме доволно време, сега кои ќе почнат вакцинациите, да може да се гледа или да има подолг период да видиме дали ќе има реинфекција или нема да има. Да. Атрактивна беше информацијата кога Британија објави дека паралелно со вакцинирањето ќе ги обештетува, не дај Боже, на случаите каде што ќе има смртни последици од вакцинацијата или компликации, но тоа е веста. Да не бидам малициозен, ние пошто ќе бидеме 2 месеца, 3 месеца после Британија, ќе можеме да имаме увити во првите резултати. Да, увити во тоа, па можеби да оспориме некоја вакцина. Владе Димов, професоре, ви благодарам што одвоивте повеќе од еден час да гостувате. Благодарам и на вас, ми беше задоволство. Почитувани, овде ја завршувам понеделничката анализа. Од мене пријатно, имајте убава вечер.